Благодарам. Значи да се објасниме, се извинувам министер Вака, меѓутоа ова е законодавен дом, дом на пратениците. Пратениците го прават дневниот ред и пратениците ги донесуваат одлуките. Владата заправила својата работа и ја направила погрешно. Ставила европско знаменце на закон од со финансиски импликации и затоа министерот за финансии тука не се некој од представниците кои што ја работат европската регулатива во собранието. Поради тоа, ние имаме седница на комисија и врз основа на членот 124 став 2 дополна на точките од дневен ред кои што се предложени од председателот на комисијата, можат покрај другите да прават и пратениците, председателот на собранието и владата. Јас како координатор на пратеничката група предлагам иницијатива, односно одлука за одржување на јавна расправа предлог закон за данокот за солидарност. Вие таа иницијатива треба да ја ставите на гласање да се произјаснат пратениците. И нема право, дур не се утврди дневен ред, министер или било кој да земе збор нас да ни објаснува. Сега сме во фаза на процедура на донесување на дневниот ред. Дневниот ред го носат пратениците. Затоа би ве замолил да не го кршиме деловникот, ај кај што на закони од финансиска проблематика ставивте европско знаменце, па сега и во утврдувањето на дневниот ред кај што учествуваат само пратениците, барате да се произнеси министерот. Ве замолувам да ја ставиме иницијативата, односно предлогот за одржување на јавна расправа на произнесување пред пратениците, да го утврдиме дневниот ред и кога ќе почне расправата, министерот може да се јави по точки, да зборува врз основа на процедурите и правилата кои што ги имаме донесено ние во собранието. Затоа ве замолувам да не одолговлекуваме иницијативата, односно предлогот за донесување на предлог одлука за одржување на јавна расправа за законот за данок на солидарност, да го ставите на гласање. Ви благодарам и се извинувам.